Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добре дојдовте во нашето ново издание. Јас сум Небојша Карапеевски, а еве го изборот што го направив за вас за следните 70 на минути. Македонците најбрзо старееле во Европа во изминатите 10 години. Зад нас се само пољаците и финците. Доцни изградбата на пречистителната станица за отпадни води во Тетово. Тетовскиот диџеј Галоски со нов хит и нова интернационална турнеја. Посета на вршителот на должност амбасадор на Соединетите Американски држави Ерик Маер на општина Битола. Тетовчанецот Василий Заковски на 10 години е прворангиран тенисер до 12 години во Македонија. Ова се само дел од содржините што ќе можете да ги проследите, а за почеток да го чуеме обраќањето на протоиерей Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио, Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќа и сестри, пошто еве вчера го празнувавме големиот македонски светител Светиот Ѓорги Кратовски, оваа прилика сакам да ја искористам да позборуваме малку за големината и значењето на овој голем светител. Но пред се најпрво би сакал да им го честитам патрониот празник на нашата сестринска црква овде во Детроит, посветена токму на овој голем светител Свети Ѓорги Кратовски. Нека е за многу години, нека им е честит патрониот празник и Господ нашиот Бог по молитвите на Светиот Ѓорги Кратовски и по молитвите на Мајката Божја на сите нас ни дарува здравие, среќа и љубов пред се помеѓу себе. Овој нов македонски новомаченик светител Ѓорги Кратовски само 18 години му посвети на земниот живот и остана бесмртен и храбар војник Христов, вечен син на светлоста, кој пред нечестивите турци го проповедаше Светото Тројство. Се вели во градот Кратово на крајот од 15 и почетокот на 16 век живееле две побожни души, маж и жена, Димитрија и Сара. Тие биле здрави, вредни, штедливи и сиромашни, но задоволни со тоа што го имале, а во домот биле весели, а во друштвото почитувани. Имале една лична желба која им недостасувала, а која длабоко ја носеле во своето срце и за тоа на Бога му се молеле. Тоа било желбата и молитвата кон Господа да им дарува пород. И таа желба им ја исполнил Бог во 1497 година, кога им се родило машко дете на кое му го дали името Ѓорги. Кога малиот Ѓорги навлегол во 6-та година, родителите го дале на училиште. Во тоа време училиштата работеле и во црквите и манастирите. Кога Ѓорги го добил потребното образование, неговиот татко го дал на златарски занает како би можел самиот да си заработува за животот. Како што Ѓорги имал надворешна убавина, тој исто така поседувал и внатрешна интелектуална способност и многу брзо го научил занаетот. Татко му умрел додека Ѓорги бил млад, а него го оставил на неговата мајка. Во тоа време во Турската империја на секоја 5-та година турскиот султан испраќал своји луѓе по земјите христијански кои ги одбирале најубавите и најумните момчиња, а потоа ги потурчувале, превоспитувале и од нив создавале многу силна армија, познато под името јаничари. Заради тоа мајката на Ѓорги сакала својот син да го засолни во поголем град како би можела да ја одмине оваа чаша на злото. Златарот Ѓорги заминал од Кратово во Софија и таму се населил кај отец Петар, еден учен и побожен свештеник, сушност негов Вујко родум од селото Трново, Крива Паланка.
Кај него уште повеќе ја запознал својата вера, утврдувајќи се во љубовта Христова. Но и таму младиот Ѓорги многу брзо паднал во очите на мухамеданците, кои сакале ова прекрасно момче да го потурчат. За таа цел избрале еден учен учител да го води разговорот со Ѓорги, да го превоспита и убеди и доброволно да го прими исламот. Лукавиот законник дошол кај Ѓорги, можам да порача нешто од занаетот, меѓутоа неговата намера била сосема друга. Почнал да го убедува да го остави Христа и да премине во исламот, а за возврат ќе се ожени со ќерката на Агата, првиот човек на градот. Ќе добие и големи богатства и почести, отколку да се измачува со занаетот. Ѓорги на сето тоа му заблагодарил и го прашал дали земната слава е вечна. И ученикот законник одговорил: се разбира, се што е земно е пропадливо и времено, но Мухамед има ветено рајски задоволства на оние кои ќе ги исполнуваат неговите заповеди. Во што се состојат заповедите, прашал Ѓорги? Во вистинската вера и телесната чистота, а чистотата бара редовно миење и молитви, одговорил законникот. Но ако човек, прашал Ѓорги, живее блудно и ненаситно, се предава на телесни и стомачни задоволства, дали ќе биде примен во рајот? Соговорникот ново одговорил: би бил приморан да признае дека човекот со извалка на совест и нечисто срце не ќе се насели во рајот, туку во вечните пеколни маки. Одговорите и држењето на младиот светител го загрижиле турскиот законник, кој сметал дека тој по секоја цена треба да го приведе во исламот или да биде погубен. Свети Ѓорги пак, исполнет со Божја сила, ликувал со своите одговори и прашања. Кадијата ветувал богатство, убав и развратен живот, но сето тоа Ѓорги го осудил дека е од ѓаволот, а не од Бога, и дека се што е на земјата е со привремен карактер. Знаете ли вие кога Мојсей го примил законот од Бога дека Синајската гора се тресела од грмотевици, сиот народ разбрал дека Мојсей е Божи пратеник, кој предавал на народот не свој, туку Божи пораки и закони. Светиот Ѓорги го кажал ова и му поставил прашање на учителот дали Мухамед има нешто слично на ова како Божи пророк. Слушајќи го сето ова, мухамеданците постанале нервозни и барале Свети Ѓорги веднаш да се затвори, оти бил многу опасен човек. Убијте го безбожникот, тој е срами нашата вера, извикувале мухамеданците. Тогаш судијата наредил младичот да биде врзан и однесен во затвор. По известно време дошол свештеникот Петар и ги замолил стражарите да го ослободат, но тие му рекле дека ќе го ослободат само доколку се откаже од христијанството и премине во исламот. Тогаш Петар го замолил нивниот старешина, кој покажал милост и го ослободил Ѓорги на една вечер. Вечерта свештеникот Петар, неговиот вујко и Свети Ѓорги разговарале за новонастанатата состојба и свештеникот му рекол: Ѓорги сега го прослави Господа како правомаченикот Стефан. Биди цврст и во иднина, мачениците се слават во вселената. Свети Ѓорги му рекол дека не се плаши, дека оти се плаши многу и се плаши дека нема да го издржи огнот. Но ова свештеникот Петар му одговорил: а ти помисли дека огнот во пеколот е пострашен. И што значи привремено страдање пред вечноста? Целиот наш земен живот пред вечноста е само еден момент. Утредента Свети Ѓорги пак морал да се врати во затворот. Турците и натаму инсистирале тој да помине во исламот и да се откаже од Христа, но тој не попуштил, а истовремено свештеникот се обидел да го подкупи и кадијата за да го ослободат, но сето тоа, сите тие напори биле без успех. По една недела пак го извеле пред кадијата, кој дури му ветил дека ќе го направи свој наследник на имотот доколку помине во исламот. Но Свети Ѓорги одговорил дека земните богатства не го интересираат и повторно почнал да го критикува исламот. Тогаш присутните муслимани збеснале, а кадијата одвој успеал да ги запре да не го линчуваат. Кадијата за последен пат го прашал да ги повлече зборовите, но Свети Ѓорги останал на своето. Тогаш присутните го извеле надвор, тепајки го и плукајки го. Турските жандари наредиле да направат клада и да го запалат. Додека го воделе по улиците на Софија, му
пристапил свештеникот Петар и му рекол да ги издржи мајките затоа што го чека вечно блаженство. На плоштадот бил поставен куп дрва што биле запалени. Таму му ја соблекле кошулата на светителот и го турнале во огинот. Кога телото му се покрило со пликови, тие го изваделе и пакосно го прашале дали му е топло. Светителот им одговорил: верувајте ми дека ништо не чувствувам, а за вас несрекни готов е вечниот огин. Тогаш пак го фрлиле во огинот, а тој се прекрстил и силно извикал: Господи Исусе Христе, во Твоите раце го предавам својот дух. Тогаш некој од толпата го удрил со цепеница во главата и Свети Ѓорги ја испуштил душата. Веднаш потоа, иако пред тоа било сончево, се наоблачило и заврнал силен дожд. Христијаните побарале да го земат неговото тело, но турците не им го давале. Се обиделе да го изгорат докрај, но во тоа не успеале. Истата ноќ еден христијанин Кришум го зел изгореното тело и го однел во соборната црква. Утредента свештеникот Петар отишол кај кадијата и го прашал дали можат да го погребаат телото на Свети Ѓорги, што некој го донел во црквата. Кадијата му одговорил: Ѓорги е светец. Тие што го чуваат кажуваат, иако ставале многу дрва, сепак телото не горело. Така Свети Ѓорги бил погребан. На крајот од житието пишува дека тој бил убиен на 11 февруари 1515 година за време на султанот Селим и дека пострадал на 18 годишна возраст. Нека нашиот Бог и Спасител по молитвите на овој голем светител, Светиот Ѓорги Кратовски, на сите нас ни дарува и телесно здравие и духовно спасение. Оваа прилика, драги браќа и сестри, сакам да искористам и да ве поканам утре на Света Божествена литургија со почеток во 10:30 часот, каде што сите заедно ќе се помолиме на Мајката Божја да ги пренесе нашите молитви пред нашиот Бог и Спасител за наше телесно здравие и духовно спасение. Сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
сите веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Чекаме, сада дојде денот ние да се семеме. И тој ден ни огреа, радост донесе, срца наши денес ние ке крунисаме. Сите нека пеја, сите нека играт, нека се опијат. Ваква свадба никој до сега не правел, нека ја забавдат. Еднаш вака славам, еднаш вака правам, пари ја снежам. Сега само дајте, тугнете, ајде, еднаш јас живеам. Свирачи да не престанат, да ни свират дури гости не се изморат. Сите нека пеја, сите нека играт, нека се опијат. Ваква свадба никој до сега не правел, нека ја забавдат. Еднаш вака славам, еднаш вака правам, пари ја снежам. Сега само дајте, тугнете, ајде, еднаш јас живеам.
Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Општина Тетово во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање организираше јавна дебата на тема изградба и реконструкција на колекторски и канализациони системи и изградба на пречистителна станица за отпадни води во Тетово. На дебатата представниците на надлежните институции елаборираа зошто се уште не е изградена станицата, а експертите објаснија за влијанието врз животната средина на тој систем. Проектот за изградба на пречистителна станица започна во 2019 година, кога на просторот каде требаше да биде изградена се отстранија илјадници тони складиран смет. Тогашната локална самоуправа и министерствата најавија дека системот треба да биде готов 2022 година. Според Хисен Джемаили, директор на Управата за животна средина при Министерството за животна средина, оваа година треба да почне градбата на пречистителната станица. Се надеваме дека до крај на април или почетокот на јуни ќе почне овој процес и планираме да трае 3 години, зашто е голем проект. Оваа станица е планирана да ги опфати населените места во Полошкиот дел, урбаното место Тетово, селата Порој, Джепчиште, Мала Речица, Голема Речица, Фалише, со станица во близина на Фалише и со тоа ќе се заокружи целиот овој дел. Во иднина Министерството за животна средина и просторно планирање изготвува проект за филтер станици и во населените места во планинскиот дел и со тоа ќе се заокружи целиот концепт за пречистителни станици во општина Тетово, вели Хисен Джемаили. На прашање зошто се доцни со изградбата, тој вели дека е поради процесот на експроприација на земјиште. Допрва треба да се доградуваат и канализацијски мрежи во делови на Тетово и неколку села затоа што имаат септички јами. Се работи за многу земјишти и парцели што треба да се експроприраат. Имаше процес на експроприација, беше предвидено да се гради. Едно време беше натрупано со отпад, требаше да се обезбедат средства да се исчисти. Тоа е исчистено, почна процедурата за експроприација, имаше неколку процедури и тоа беше причина што доцни реализацијата, истакна Хисен Джемаили. Старата тетовска депонија во близина на Фалише, која се расчистуваше 2019 година, е местото предвидено за пречистителна станица за отпадни води. Расчистувањето на депонијата се направи со финансирање од владата на Кралството Норвешка. За градење на пречистителната станица, двата колектори и нови канализациони мрежи добиени се средства од ИПА фондовите во висина од 30 милиони евра. Sviri majstore, nešto za srce. Ova večer do sabajle da upuvame. Ajde majstore, ludo neka je. Ovoj čumus da se pamti, da i ostane. Nina nasviri silno, ej, raspali opa, opa, Nina naigrajmo me, razveseli me. Opa, Nina nasviri silno, ej, raspali opa, opa, Nina naigrajmo me, razveseli me. Dojdi majstore, tuka pred mene. Sve što imam će ti dam, a onda
me. Opa, 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 Nina nasviri silno, ej, raspali opa, ipa. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Nina nasviri silno, ej, razvali opa, ipa. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina nasviri silno, ej, razvali opa, ipa. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Македонија. Македонија. Во последните 10 години за цели 5,3% се зголемил бројот на лица постари од 65 години во Македонија. Со тоа сме станале први во Европа по брзината на старење за изминатата деценија, вели новото издржување на Евростат. Има и добра вест, тоа е дека ако ја занемариме брзината на старење, а се изброи колку вакви лица имаме, Македонија и понатаму е меѓу земјите кои имаат најмал удел на стари лица. Изминатата 2022 година 17,1% од населението во земјата било старо над 65 години, споредено со 2012 кога процентот бил само 11,8%. Меѓутоа, денешните 17,1% во Македонија се далеку под европскиот просек од 21,1%, што би се рекло просечно во Европа секој петти жител е старец. Бројки слични со Македонија имаат и нашите соседи. Помлади од нас, односно земји со помалку лица над 65 години се само Луксембург, Ирска, Албанија, Црна Гора и Кипар. Италија брои 23,8%, а Португалија 23,7% и имаат најголем процент на население над 65 години. Според брзината на старењето, најблиски до нас се пољаците и финците. Проекциите за популацијата на Евростат ги користи Европската комисија за да анализира како ова ќе влијае на пенсиите, здравството и другите социјални фактори во Европската Унија. Kini sada oda, kini sada oda, kini sada oda, ovam belna gosti, ovam belna gosti. Ojdu durde, ojdu, ojdu durde, ojdu, ojdu durde, ojdu do belata češma. Do belata češma. Se nada počina, se nada počina, se nada počina, voda da se napija, voda da se napija. A Veromi
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Снощите пратив на вода керко, кој ти ги скршил спомените. Темнина беше не видо мајко, мнозина беа не позна. Когда ми беше либето, давај ме, мамо, за него не, зар сама ќе дам по него. Čekaj, Herkule, lele, barem da dojde tatko ti. Tatko mi pošao, ne došao, lele, crni odaber mu došao. Čekaj, Herkule, mele, barem da dojde bratot ti. Bratot mi pošao, ne došao, lele, crni odaber mu došao. Ću dam po nego, davaj me, mamo, za nego, lele, zar sama ću
Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Македонија и тоа како има светски признат диџеј и вистински музички амбасадор, а доказ за тоа е дека Галовски од Тетово, нашиот добро познат диџеј и продуцент, веќе неколку години е еден од најбараните артисти во земјава и пошироко. Деновиве Галовски го објави своето најново издание насловено како All My Love и за само неколку дена од објавувањето именувано како Hottest Record of the Week на Sirius XM, една од најпознатите радиомрежи за електронска музика во Соединетите Американски држави и има висок рейтинг и комплименти од страна на BBC1 радио, а може да го слушнеме скоро и на сите радиостаници во Македонија. Инаку вокалот на песната Lucky You, која претходно имаше издание со светската денс икона Армин ван Бюрен и композиторот Јарослав Поликарпов, чие име може да го сретнеме на изданијата од артисти од рангот на Coldplay, Армин ван Бюрен, Icon Pop и многу други. На самиот почеток од годинава Галовски потпиша ново издание и со најдобрата издавачка куќа за електронска музика во светот, Spinning Records, и најави нова интернационална турнеја која ги вклучува највозбудливите светски дестинации и градови како Токио, Сингапур, Банкок, Осло, Хамбург, како и настапи ширум земјава. Галовски е едно од ретките имиња од овој дел на Европа што редовно успева да привлече внимание на најголемите диџејски великани како што се Дейвид Гета, Тиесто, Мартин Гарис, Хардвел, Афроджек, Ники Ромеро и многу други. Само последниве години позади себе имаше успешни интернационални настапи во најпознатите ноќни клубови ширум светот, како и реномирани музички фестивали, вклучувајќи Ultra Music Festival во Сингапур и Sea Dance Festival. Беше именуван како македонски гений од страна на Exit фестивалот и се котираше на 69-тото место во конкуренција на најдобрите светски продуценти за електронска музика за 2021 година.
pa se gadavam, дека ќе те грабам. Јас со другари, ако некој пред мене те земе, нема да те преболам, огин ќе го изгорам. Ако некој пред мене те земе, нема да те преболам, огин ќе го изгорам. Заменик шефот на мисијата на амбасадата на Соединетите Американски држави Ерик Мајер и проектниот експерт на USAID Маргарета Липковска-Атанасов ја посетија општина Битола, каде што имаа средба со градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски и секретарот Борче Димитровски. Вршителот на должноста амбасадор се интересираше за проектната подготвеност на општината, како и за досегашното искуство на локалната самоуправа за реализација на проекти поддржани од меѓународни фондови. Представниците на општина Битола го информираа вршителот на должност амбасадор Мајер за изготвениот проект за изградба на стационар за бездомни животни, за повеќето изготвени проектни документации за реконструкција и изградба на улици во урбаниот и руралниот дел на општината, за проектот за изградба на нова противпожарна зграда, како и за други проекти кои се приоритет на локалната самоуправа. На состанокот се разговараше и за проектот на USAID за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите, во кој е вклучена општина Битола, а преку која општината работи на изготвување на стратегија за локален економски развој, подигнување на транспарентноста, како и подобрување на можностите за реализација на проекти и пристап до надворешни финансии. На средбата беа потенцирани можностите за зајакнување на понатамошната соработка, како и поддршка која може да ја добие општината од амбасадата на Соединетите Американски држави. Nemoj da me kaniš, Jano, na večera, jade sumbre pela, Jano, i prejade. Nemoj da me kaniš, dušo, na pijenje, pije sumbre srce moje i prepije. Ako smeješ bela, Jano, pokani me, lele, Jano, bela, Jano, na ljubenje. Gdje ti ljubam, Beligrad i Kulavici, pa da umram, bela, Jano, ić ne žala. Ako smeješ bela, Jano, pokani me, lele, Jano, bela, Jano, na ljubenje. Gdje ti ljubam, Beligrad i Kulavici, pa da umram, bela, Jano, ić ne žala. Nemoj da me kaniš, Jano, na šetanje, cel sve su prošetal, Jano, i prošetam. Nemoj da me kaniš, dušo, na muabet, ako smori toj što gori, ke izgori. Ako smeješ bela, Jano, pokani me, lele, Jano, bela, Jano, na ljubenje. Gdje ti ljubam, Beligrad i Kulavici, pa da umram, bela, Jano, ić ne žala. Ako smeješ bela, Jano, pokani me, lele, Jano, bela, Jano, na ljubenje. Gdje ti ljubam, Beligrad i Kulavici, pa da umram, bela, Jano, ić ne žala.
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. srce si otvori. Kade li si sega daleko od mene, što
Спорт. Иако е на 10 годишна возраст, Василий Закоски од Тетово е најдобар тенисер во категоријата на играчи јуниори до 12 години во цела Македонија. Тој вакви успеси во тенисот бележи неколку години наназад, кога победувал на турнири во категории на деца над негова возраст, со што може да се каже дека бил и државен првак до одредена возрастна граница. Првото место го освои на отвореното првенство на Македонија во Скопје, што се одржа минатата недела во категоријата на тенисери до 12 години и сега како прво пласиран е повикан во репрезентацијата за настап во Турција на двонеделен меѓународен турнир и камп во март, информираат неговите родители. Василий, кој е роден во април 2012 година, во 2022 бележи едно прво место на турнирите во рамки на отвореното првенство на Македонија, како и прво место на меѓународен тениски турнир Чери Куп момчиња до 11 години. На турнирите на отвореното првенство лани бележи 2 втори места, 2 трети места, како и едно трето место екипно. 2 први места бележи 2021 година, кога на 8 годишна возраст победил на турнирите каде се надпреварувал со деца до 11 години, како и прво место во двојки на Интернационалниот тениски куп во Дубровник, Хрватска, за деца под 11 години. Воедно на 8 години има освоено и 3 трети места, од кои 2 трети места на турнири од отворено првенство на јуниори до 12 години, како и едно трето место на турнир на отворените првенства за деца до 11 години. Тетовскиот тениски талент овој спорт почнал да го вежба од својата 4-та година. Сега е член на тенискиот клуб МТП од Скопје. Василий е ученик во 5-то оделение во основното училиште Братство Миѓени во Тетово, а бележи и голем број први места и награди на општински, регионални, државни и меѓународни надпревари по математика. Ona mi beše nesvršena.
Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, со катчето за најмладите ќе ја завршиме и оваа емисија. Овој пат со можеби најраскажуваната приказна за деца – Црвенкапа. Ви посакувам пријатен ден. Браќата Грим. Црвенкапа. Си беше еднаш едно мило и убаво девојче, кое секој би го засакал штом би го видел. А неизе баба ја сакаше така, што не знаеше како да му угоди на детето. Еднаш бабата и подари едно капче од црвено кадифе, кое на девојчето толку убаво му стоеше, што тоа не сакаше ништо друго да носи. Заради тоа, девојчето го нарекоа Црвенкапа. Еден ден мајка и рече: еве ти, Црвенкапо, еден колач и едно шише со вино. Однеси ги на баба малку, нека се подкрепи, оти е болна и слаба. Појди веднаш додека не припекло сонцето. Кога ќе бидеш надвор, оди внимателно и не скршнувај од патот. Можеш да паднеш и да го скршиш шишето, па на баба ништо да не ја однесеш. А кога ќе стигнеш во нејзината соба, не заборави да ја кажеш добро утро, бабо. И немој да дзиркаш наоколу по собата. Се ќе исполнам како што треба, мамо, одговори Црвенкапа и ја подаде раката на мајка си. Бабината куќа се наоѓаше надвор од селото во шумата, оддалечена на половина час одење. Кога Црвенкапа дојде во шумата, таа го сретна волкот. Не знаеше дека е волкот лошо животно, па не се ни уплаши. Добар ден, Црвенкапо, ја поздрави волкот. Добар ден, волку, одговори таа. Каде одиш толку рано, Црвенкапо? Одам кај баба ми. А што носиш под скутинчето? Колач и вино, вчера ги испековме, па и баба ми малку нека се подкрепи. А каде живее твојата баба, Црвенкапо? 15 минути одовде во шумата, кај трите големи даба. Таму е куќата зад лесковата жива ограда. Веројатно знаеш, му објасни Црвенкапа. Младо, нежно суштество, на вистина добар залак, попријатен ќе ти е и од старата. Треба итро да постапиш и обете да ги зграпчиш, си мислеше волкот, одејки покрај Црвенкапа. Одеднаш тој рече: Црвенкапо, видиш што убави цвеќиња има наоколу, зошто малку не ги разгледаш? Ми се чини дека ти воопшто не слушаш како пеат птиците. Одиш некако сама за себе, како да одиш на училиште. А колку е весело овде во шумава. Црвенкапа погледна наоколу, па кога виде сончевите зраци се поигруваат низ дрвјата и кога ги виде убавите цвеќиња околу неја, си помисли: ако на баба ми ја однесам една китка цвеќе, таа ќе се израдува. Имам време, уште е рано, ќе стигнам на време. И таа скршна од патот и потрча во шумата за да набере цвеќе. Кога ќе скинеше еден цвет, трчаше понатаму, мислејќи дека таму ќе најде уште подобар и поубав. И така, таа одеше се подалеку и подалеку во шумата. Волкот, меѓутоа, отиде кај куќата од бабата и затропа на вратата. Кој тропа? Праша бабата. Црвенкапа, ти донесе колач и вино, отвори. Стисни ја само кваката, викна бабата. Јас сум премалена и не можам да станам. Волкот ја стисна кваката, вратата се отвори и тој тргна право кон постелата и ја изеде бабата.
Потоа ги облече незините алишта, ја стави на глава незината капа, легна во незината постела и ги тргна завесите. Црвенкапа трчаше под свеќињата, па кога набра толку што не можеше да ги држи во рацете, таа се сети за бабата и поита кон неа. Се зачуди кога виде дека е вратата отворена. Кога влезе во собата, неизе и се стори нешто необично и помисли: Господе, колку ми е денеска тешко на срцево, а инаку колку сакам да бидам кај баба ми. Воздивна и викна гласно: Добро утро! Но не доби одговори. Потоа се доближи до постелата, ги тргна завесите и гледај, во постелата баба и ја навлекла капата на лицето и сета беше чудна. Еј, бабо, колкави ти се ушите? Подобро да те слушам. Еј, бабо, колкави ти се очите? Подобро да те видам. Еј, бабо, колкави ти се рацете? Подобро да те фатам. Ама, бабо, зошто ти е таа страшна муцка? Подобро да те изедам, викна волкот, скокна од постелата и ја проголта Црвенкапа. Кога волкот се најаде, пак си легна во постелата, заспа и силно загарчи. Покрај куќата минуваше еден ловџија и си мислеше: колку ли грчи оваа стара жена, треба да видам што и е. Тој влезе во собата, но кога се доближи до постелата, го виде волкот. Зар довде дојде, стар грешнику, одамна те барам, викна ловџијата и веќе сакаше со пушката да истрела, кога се сети дека волкот сигурно ја голтнал бабата, а таја се уште би можела да се спаси. Заради тоа не истрела, туку зеде една ножица и започна да го сече стомакот на волкот. Неколку пати засече и виде како светна црвената капа. Тој засече уште неколку пати и девојчето излезе од волкот. Ох, колку се уплашив, весело извика Црвенкапа. Колку страшно ми беше таму внатре. Тогаш излезе и старата баба и таја беше уште жива. Одвај дишеше. Црвенкапа донесе камења, со нив го наполнија волкот и кога тој сакаше да избега, камењата го притиснаа и тој падна мртов. Сите тројца беа задоволни. Ловџијата ја одра од волкот кожата, бабата се најаде од коладжот и се изнапи вино, што го донесе Црвенкапа, и пак оздраве. А Црвенкапа умуваше: повеќе никогаш не смееш сама да скршнеш од патот и да трчаш низ шумата, кога мајка ти ќе ти забрани. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.